што се постигна за почеста Македонија изминатиот период, навистина говоревме пред неколку месеци кога го пуштивме, односно пуштивме неколку секвенции од нивниот официјален филм кој што го документираше можеби за жал тоа лошо портфолио за нашата Македонија, меѓутоа на убав позитивен начин со насмевка на лице тие беа можеби луѓето кои што ги санираа проблемите со депониите, така што драго ни е што во тој голем убав екомозаик за почеста Македонија се присутни календарски квартално некако да не потикнат, можеби ние сите да некако волонтираме заеднички во учество на чистење на овие диви депонии. И последното токму тоа гостување беше со нашиот Петар Стевановиќ кој што е еко активист, еден од основачите на За почиста Македонија, кој што утрово ќе ми го надополни и Емил Исаевски, кој што исто така основач на За почиста Македонија, кога го промовиравме дел од Trash Tour. Ке ми простите. Нема проблем. Како и да, ама добри часови во природа. Тоа што го сторивте. Честитки уште еднаш, момци, ви благодарам што во овие утрински часови, можеби не знам како ви се биолошките станувања или будења, али ете ние сме можеби утринци кои што во 5:20 опично ги стартуваме овие први подготвителни телевизиски наставни програми. Не знам како е за вас сутрото, ама верувам дека со сите еко кампањи и акции кои што сте ги имале, понекогаш и мора да биде човек рано наутро буден за да се стигне до некоја локација, па и цел ден да чека, можеби вака со вас да се чисти низ Македонија. Како сте ми периодов? Па, разбудени од зимскиот сон веќе време заедно. Значи хибернација веќе не ни е алиби. Толку веќе. Се зголемува денот, нели? Повеќе од 12 часа светлина во рок од 24, така да тоа само значи дека ќе може повеќе да чистиме и да придонесуваме со повеќе промени во држава. Да, Емил, му кажав минатиот пат на Петар дека со задоволство јас се вклучувам да видам дел од вашите екоактивисти, можеби не во секоја можеби следна, меѓутоа ќе се обидам, вистина јас па вака и да направиме некој потик можеби за гледачите, за оние кои што ќе ја пропуштат можеби оваа премиерна наша изведба утринева, ќе го имаат тоа можеби да го споделат и на вашиот YouTube канал или како едно наше заедничко интервју, па да потикне, бидејќи Петар ми кажа дека минатиот пат дека ќе се очекува следниот период активација на сите ваши зелени френдли идеи. Меѓутоа овој пат морам да признам, драго ми е што се повеќе читам за младите, кампувањето, конекција нивна со природа и тоа ќе ми биде некако најавата, ќе го поздравиме и Мики кој што ми помогна всушност нели за некоја можеби конструкција на истите. Вели младите кои што кампуваат и истражуваат Македонија сакаат вистински да се грижат за планините и езерата. Не верам дека нема човек кој што не сака тоа да го стори, меѓутоа понекогаш од бркотницата дневна се забораваме дека тоа ни е многу поесенцијален проблем колку било што како ноторен проблем кој што кружи кај нас. Како и на кој начин можеби да се грижиме и за кампувањето ќе ми кажете во продолжение. Сериозно, каква е состојбата можеби кога еве сега се кампува и да речеме кога планинарите со што сте се соочиле, бидејќи јас утринава што се соочив, може ли да ги погледнеме фотографиите па да ми дадете вие само можеби ете, ваше нешто можеби како реплика на сето ова. Може да ги погледнеме фотографиите, Лјупче, ако ги имаме барем моите од населбата во која што живеам. Ова се случува во близина на Бек, топлификација или во близина на училиштето Нова, тука да речеме. Ова го мапирав и лоцирав, велам ова ќе го покажам на Емил и на Петар, ама јавно ќе го споделам. И верувам дека ова ви се вас почести фотографија, ама кои што ги мапирате или лоцирате низ животната средина или планините. Ете, тоа е мојата грозна слика. Утринава. Тоа е грозна слика, ама ќе речеме и се наоѓа во град, па е полесно да пристапат надлежни институции да го средат тоа. А листава слика се случува, еве бев пред 5-6 дена на Козјак имаат поставено контењер, тоа е во сред шума поставен. Нормално тоа ги мотивира луѓето, си го остават ѓубрето таму место си го земат со нив. Контењерот преполнет, направено езеро од ѓубре, онака и никој не го собира. Тоа е проблемот што според мене не треба да се мотивираат луѓето никогаш да оставаат ѓубре, ни да има канта во природа. Едноставно се знае дека ѓубрето што си го однел на природа си е твој, си го враќаш дома во град каде што ако си свесен ќе го рециклираш, ако не ќе го одложиш во контењер, само не се остава нели на нечи друг товар да биде. Така, во случајот, нели, вие се само дел од мозаикот, како што кажав, за да се расчисти тој случај, меѓутоа мислам дека сите некако сме родени со некаков
она фундаментален она сочувство или толеранција кон планетата Земја, анимизмот, кога дека се околу нас има некаква свест, кога сите некако би се соочиле со тоа, некако а знаеме дека сите го носиме тоа што самото наше раѓање, ама што се случува понатаму не знам. Емил, сериозно, често кампувате, можеби како здружение или вие како индивидуалци? И како индивидуалци, и како здруженија доста често кампуваме. Веројатно и омилено хоби ни е за тоа што поврзување со природа е едноставно некаква форма на повикот на кој сите треба да одговориме евентуално. И сега, значи, само е проблем, нели, како што рековме, значи луѓе кои одат, дефинитивно одат да уживаат во природата, само што има некои кои се посвесни, нели, секако си го земаат отпадот со нив, си го враќаат, дури земаат некој нов отпад ако видат по пат на враќање, како и концептот, нели, на Започиста Македонија, така има и започната целата приказна. А има, нели, секако и некои други кои се толку веројатно забезекнати од убавината на природата, што едноставно забораваат со што има дојдено и оставаат се позади нив, заедно со секакви траги кои им треба доста подолг период да се распаднат. Често знам да го кажам тоа како реченица, ми е многу хит дека се однесуваме како да сме последна генерација на планетата Земја и не оставаме за следните генерации да ја почувствуваат и уживаат во вистинска смисла на зборот планетата Земја. Не дека ќе има следни генерации. Дека ќе има следни генерации. Со однесувањето што го досега барем прикажаното и споделеното. Ако бидејќи викендов, нели, често ни е релацијата до водно до матка и многу често знам да најдам на извиднички кампови, поточно извидници кои што сега започнуваат можеби со некакво, нели, запознавање природа, како се мести шатор и така натаму, меѓутоа, нели, имено како да спречат пожар, меѓутоа како да ја потикнат можеби тоа волонтирање кон планетата Земја. Како би се променил менталниот склоп? Имате ли можеби идеја како за Почиста Македонија, како може тоа, еве можеби преку екоактивностите кои што ги организират? Па еве речи извидници, значи учат за тоа и обично мали деца ги праќаат таму, уште од најмлади, може да се види на видеото доколку иде. Дека извидници зборат, извидници ни беа најчестите волонтери кои што доаѓаа на нашите акции, а тоа може да се направи, значи да не мора родителот да го праќа детето на извидници, знаеме дека тоа се плаќа, можеби не може секој тоа си го дозволи. Едноставно да се има такви некои, не да ги наречам одреди, ама во секоја основна школа, да речеме од прво четврто да се задолжително да биде. Задолжително бие. Не мора да идат они секоја недела на извидници, да има 2 пати месечно да идат во природа, тоа што го викавме настава природа на времето. Иако тоа се случуваше во двор, не носа негде посебно, ама пак имаше некој доволно е дворот во школата да го одржува чисто, знаеме какви може да бидат дворовите во едно основно школа. Мора да признам дека мојата внука беше пред некој период среќна, весела, стана во 7 часот наутро и ја велам каде одиш или да го чистим училишниот двор. Значи дека колку малку ми недостасува и кај нив, насмевка, меѓутоа организирано, здружение, колективно и нели тука мислам дека кога имаме успех во колективот, ќе имаме успех и на крајнијата цел наша. Да, тоа ние го збориме од секогаш, мислам, ако они се навикнат од мали да се го видат во школото, дворот во школото да им биде нечисто, после нормално дека на планина кога ќе одидат и ќе видат ѓубре, ќе им биде нормално да речеме. Че треба местото кај што поминуваат невеќе време да им влезе во навика дека треба да биде чисто, средено, треба се знае што има во тревата, се знае што има во живата ограда. За после кога ќе отидат на планина, приметат кога нешто не е во ред и нели да го вратат во, да речеме, некоја нормала. Во првобитната состојба. Сега секогаш е нели прашањето како сами да организираме екоакција, ќе ми кажете да како се случува кај вас. Меѓутоа сега не знам, ќе ми простиш, може минатиот пат јас и ти говоревме и имаме се вака заеднички да потврдиме дали во моментов имате некаков можеби сооднос добар со градоначалничката нова, со град Скопје, за да се превземат можеби или самата држава да земе некакви превземе своји системски мерки. Имате некаква комуникација? Не. Директна комуникација не сме имале, али би требало да почнеме да склучиме, затоа што и самата она со низината кампања најавуваше дека ќе се грижи за сите најавуваме? Да, па сега да видиме колку ќе биде исполнето тоа што е најавено, така да ние би пробале да стигнеме и до градоначалничката и до други организации кои што работат со тоа, па ќе видиме исходот што ќе биде. За некој месец ќе дојдеме ќе кажеме. Ако треба да ве прашам, да речем, како екоактивисти и коосновачи на Сдруженијето за Почиста Македонија, кои би биле вашите можеби системски мерки кои што би требало државата да речеме да бидат од помош?
ако треба заеднички да ја консолидирате можеби цела оваа состојба на Македонија? Од помош ни била, да речам, при акции, значи се случувало ни да не донираат, него ни даваат организиран превоз доколку идеме негде подалеку од градот, испраќаат Ако сте дузина луѓе собрани, да речеме. излегувале во пресред, за тоа нема збор. Едино нешто што не е проблем и сакаме да работиме на тоа е, тоа го најавив минатиот пат, да бидеме сигурни кога ќе изчистиме некој место, тоа ќе остане чисто, зашто сега што се случува, сакаме да организираме пак акција, ќе ја најавиме на крај, на место кое што веќе сме го чистеле претходната година и тоа веќе почнува да снемува поента, да речам, кај луѓето што доаѓаат и сега што ни е нас идејата е да почнеме да направиме како некој систем кој што ќе бидеме сигурни дека тоа место ќе се знае кога било изчистено и дека некој ќе се грижи за местото. Конкретно ова е место, двор од локација каде што тие што се таму вработени треба веќе да имаат некој осет дека дошле дечки надвор од нивната организација, нивната станија. Изчистиле, го санирале проблемот. Тоа треба да остане така, не може секоја година или секои 3 месеци да се повторува истата слика. Да, во моментот претпоставам дека се ова вашите секојдневни дружби документирани кои што беа нели во документарецот. Не знам дали подготвувате за годинава ново продолжение или continue part 2? Ке видиме, може да се случи. Може да се случи. Лани беше исто спонтано, па се случи и испадна предобро. Да, ама добро беше тоа, да речам, преку за жал овие грозни видео приказни, ајде така ќе се изразам, ама вие пак со насмевка некако ги донесовте нели на екраните и дури не дофте нели на некои фосили, пластики, нешто што нели никогаш нема да не знам размислиме дека ќе го најдеме или лоцираме во не знам колку метри сте надморска височина, меѓутоа се случува. Што доколку проблемот со отпадот не се третира сериозно подолг период во овие предели? Што би се случило вака, иако можеби некои од нас веќе знаат, знаеме често да ги слушаме големите екоактивисти низ светот, меѓутоа не се ни третира нешто ако не се третира. Спомнав преска, отидете на пикник на Марков манастир, на Козјак и ги видите што се случува ако не се третира. Ако тоа проложи така, може би е само 5-6 пати полошо од веќе сликата што ја гледаме. Тоа е значи ако не се третира на место како што кажав, кај што е недостапно толку често да речам некој да организира акции или да има едноставно институции кои што се грижат за тој отпад. А да не збориме за понатаму како што иде нели тоа што се промовира во денес рециклирање, реупотреба, намалување на користење на пластика за еднопотреба и такви ствари. Има статистики кои што покажуваат дека само во црвена зона идеме. Во црвена зона. Да, не знам дали сте ги погледнале некои од епизодите кои што идеа кај нас, Агенда 21, Весна Петрушевска и Орџан Базов, со уште неколку други група на ентузијасти, така да речеме телевизиски пријатели, ги лоцираат тие за жал и ново настанати диви депонии. Дали беше случајот можеби со почетокот на годината, бидејќи претпоставам дека веќе излеговте како што вели Емил од зимска хибернација, имавте прилика да лоцирате за жал нови подречја вака загадени? Тоа секаде ги има тие. Само е знак прашалник од аспект на пример на време да се најде до нова депонија. Значи проблемот е целосниот ментален склоп на ово општество, каде навистина, значи не постои некоја рурална или приградска населба или околина каде нема некоја си барем една мини депонија. Значи апсолутно секаде се наоѓаат тие. Можеме да почнеме на пример од Скопје, од овда, каде што се наоѓаме, значи самата патека, моментално сме во Карпаш 4, самата патека која не носи до кејот, најблизу, нели, овда доле. Јасно. Таа е веќе цела, на пример, со ѓубре. Почнуваме од таму, продолжуваме преку мостот од другата страна, одиме према Злокуќани или према Бардовци, во секој случај има фотографија. Значи нема ни ту потреба, веќе стигнавме до толку да сме богати со отпад, на пример, како држава, што е нели секако. Живееме во депонија, не мора да лоцираме. Да. Знаеш, иако мора да признам дека не се можеби најзагадената, бидејќи кога ќе погледнеме и фотографии, јас имав прилика нели тоа да го сторам и преку новите документарци кои што ги има Девид Атенбуру, само кој што е еден еко голем активист, толку години работи само нели на BBC каналот, кога ќе забележите да речеме континентот Африка или да речеме Индија која што има повеќе од милиарда популација, тоа е гледаме фотографска содржина толку непријатна за така што ние сме само голем дел од тој мозаик наречен отпадок. Доколку утре да речеме сега се основа некаков фонд за животна средина, важно ли е да подржи системи за држливо управување со отпадот, ми прашањето, и негово рециклирање и реупотреба? Да, па излагаат
Мислам, тоа е многу важно, ме излегуваат цело време, да речам, нови организации и компании како сега што е Ready Recycling, кои што се нели справуваат со тоа. Сега, да речем, според мене многу е битно и многу поише ги би мотивирало да граѓаните да се знае точно тоа што се случува со отпадот од дома кога ќе го рециклираме во посебна кеса, па после кога ќе отидам го однесам контейнерот, од контейнерот кога ќе го соберат. Значи баш сортирање на... се губи негде трагата, тоест трагот кој им бараме до кај стигнува, тоа ни се губи, само знаеме како го носам до контейнер. Ја не знам после што се случува со ѓубрето. Мислам дека треба малку се побоа се објасни тоа и дека тоаш помотивирани би биле. Јас прво почнам од себе, бил многу помотивиран и поише рециклирам и да промовирам повеќе, отколку вака само знам дека идам и после го гледам дека никој не се грижи за тој контейнер, некој фрлил нешто што не е за рециклирање, например, во него и не знам ни како иде и дали уствари се рециклира или само е некоја фама направена, окей, нова организација, да го праќаме тоа ѓубре некаде, ама не знаеме што е крајниот резултат, така да мислам дека треба и на тоа малку се поработи. Да, знаеш како, не е ова само еден паушален разговор кој што го правиме утринава, понекогаш е доволно само човек да заборави, пак ќе кажем, од купи информации кои што не знаеме да ги филтрираме во текот на денот, а имаме една точна работа која што ние веќе ја мапиравме долги години и гледаме дека сме во една екоерозија за жал, значи она што се случува на планетата Земја. Меѓутоа, пак ја кажам, вие ништо не правите толку површно на superficial, што би се рекол, туку ги презевате, работите во своја рака. Што ќе биде, еве, кога веќе ги погледнавме можеби во Trash Tour локациите, Прилеп, Охрид и Струмица, каде што дали се потикна и луѓе. Дали има веќе сега од тие оние кои што ќе очекуваат луѓето кои што се вклучија на Trash Tour или воопшто на овие акции кои што ги преземавте, да ги очекуваат можеби новите датуми и кога би биле, што би било следно да речеме од вашето здружение за почиста Македонија? Ние секогаш ги поддржуваме и сите волонтери на своја рака и своја иницијатива секако се прават свои мини акции, на пример. Ако не сте вие во приказната во случајот, ако не сме ние во приказната, исто како што рековме, значи целиот проект лани испадна е ептен, импулсивно и спонтано и неочекувано, така да. Во секој случај, на пример, од нас можат секогаш да се очекуваат еко акции, меѓутоа од аспект на локација сега, на пример, друг град, не би знаеле да кажеме со сигурност, чисто затоа што, на пример, и превозот би бил проблем доколку волонтери од Скопје сакаат да ни се придружат или... И ако не се сомнам, дека ако има волонтеризам во вистинска смисла, ќе ги запалат своите автомобили или ќе се организираат во случајот. Не дека мора нели да се организира, доволно е само можеби да го кажете следниот датум, па потоа и самите ние да го искористиме слободно еден или време да се појде на некој од овие наши градови или делови. Дефинитивно, секој може со нели своја иницијатива да се придружи. Не можете прекинав. Што рече дека следно ќе биде она што сакате да го најавите, можеби? Па сакаме најавиме, се надевам времево да ни послужи само викендот дека ќе организираме еко акција. Нажалост ќе биде на локација најверојатно која што ќе објавиме на нашите социјални мрежи, мислам за тие што не следат. Музеј на современа уметност, веќе имавме една акција лани таму, но и покажа интерес и од некои што се вработени таму и од некои мои пријатели што ме контактираат да организираме. И покрај сите овие да кажам чести наши еко чистење кои што се случиле на оваа локација, повторни се појавува депонија кај музеот? Ја бев пред месец дена негде, истата слика кога бевме. Тоа е место кое што највечер доаѓаат млади, седат, уживаат во погледот на град Скопје, си јаде, си пие и вака си прави. И тоа си завршува. Сега таму е на пример лошо што дело што е на брдото и ќе го изчистиме, има многу што иде надоле како во провалија. Тоа што малце не е практично ни проводно за да може проводно, ама тоа ќе биде нека супер акција или за чистење, не знам, тоа треба со специјална опрема да се спуштиш надоле да го изчистиш. Да. Може ќе трени да ги контактираме. Ве комуницираме и понатаму останувате нели на социјалните медии за почиста Македонија. Да не следат, па кој сака ни се придружи, нека биде во времето во сабота, ќе најавиме точно. За оваа сабота, така? Планираме една недела вика ќе врне, сабота да биде, ќе најавиме саат се на нашите социјални. Кабаници со нас и тоа не е проблем. Тоа. Дождот сигурно нема да не стопи на крајот од денот. Само е работата нели духот да си го потикнеме. Добро, ви благодарам што сепак пристапивте на ова утринско будење, можеби не доволно нели сите некогаш и расонути, меѓутоа ви благодарам што ја пренесовме приказата повторно. Знаеш дека сме тука да ги следиме чекорите за почиста Македонија, така што чекам сега и ние некако да се активираме на самиот терен. Чекаме нов Trash Tour и чекаме нова кампања, се надам дека уште овој викенд.
Одлично. Ајде.